Нов затворен базен со ватерполо димензии, целосна реконструкција на културниот дом Антон Панов, изградба на 2 повеќенаменски игралишта, 2 тениски терени, фитнес зона на отворено, баскет игралишта, реконструкција на 4 училишта, изградба на 3 спортски сали и 2 нови детски градинки. Ова се само дел од проектите што денеска пред струмичани ги промовираше председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Тој додаде дека во новата програма реално е предвидена изградба на експресен пат со 4 летти Струмица Радовиш, кој како што рече е многу значаен за Струмица и Струмичкиот регион. Најави реконструкција на регионалниот пат Струмица Радовиш, како и реконструкција на повеќе регионални патни правци. Во Струмица планираме да изградиме и пречистителна станица за 54.000 жители, за што ќе се инвестираат 7 милиони евра. Ќе се реконструираат и патиштата Брана Водоча Рич, Свидовица М6 Сачево, Дабелја Просениково, ќе се изгради и фекална канализација за Добрици, за Дабеле, за Просениково. Ќе се набават 125 нови медицински апарати за болницата и здравствениот дом. Нормално започнатата општа болница, градбата на оној дел на општата болница во Струмица, како што тече со добра динамика, ќе продолжи да се гради, да се заврши, а ќе се изгради и 41 стан за лица кои што се од социјално радливи и на кои што тоа им е потребно. Го знаете нашиот однос кон македонскиот земјоделец. Нови 600 милиони евра во наредните 4 години, по 150 секоја година за македонското земјоделие, за македонските земјоделци. Груевски пред струмичани порача дека пред да одлучат да гласаат, граѓаните треба да проценат кој има подобра економска програма, кој повеќе се бори за државата, кој има подобар тим што може да го реализира ветеното, но и кој држи до ветениот збор и кој ќе го реализира ветеното. Истакна дека двете опции што им се нудат на граѓаните веќе имале можност да покажат што умеат и што направиле, бидејќи и двете партии во одреден период биле во владата. Македонија има сила. Македонија ќе успее да остане и суверена, и унитарна. Ние не сме националисти, но ние сме оние кои што се грижат државата да остане унитарна и суверена. И сите други националности може да сметаат да нас, сите оние кои сакаат да живеат во суверена Република Македонија. Дали се тоа албанци, турци, бошњаци, роми, срби, власи, може да сметаат да ВМРО ДПМН. Додаде дека и одлуката да биде носител на листата во 4-та изборна единица ја донел од тие причини, за да може народот од иста изборна единица да каже што мисли за работата на лидерот на СДСМ и за него како претседател на ВМРО ДПМН.